Ladies and gentlemen, thank you very much. Дами и господа, председател, ви благодарам што сте тука, што дојдовте денес. Гледам дека има голем интерес за европските фондови и тука сме и за тоа тука. Значи, од целата наша помош која нудиме за оваа земја, 40% од средствата се насочени кон локалните заедници. Гледаме дека многу од тоа е направено, но сепак се потребни уште многу подобрувања во таа насока. Значи, најзначено нешто во однос на успешно реализирани проекти за локалната самоуправа пред се е инвестицијата во човекови ресурси. Пред се тоа треба да бидат млади луѓе кои што ќе бидат обучени за да може да работат со ваков вид на проекти, а исто така е многу значајна инклузивноста на сите заедници во решавањето на конкретни проблеми преку овие проекти. Значи, во однос на поедноставување на процедурите не можеме да очекуваме во следниот период, затоа што процедурите се така направени за да одговорат на потребите, на тоа да се има поголема контрола на целиот процес, што е барање на самите даночни обврзници во Европската унија за тие средства. Но сепак тоа што ние можеме да понудиме е начин како да се помогне при аплицирањето на тие проекти за да се успешно бидат и добиени и реализирани. Значи, тоа што ние правиме е и помагаме на владата да се фокусира на решавање на локални проблеми. На начин на кој што од нив бараме да го децентрализираат процесот на спонзорирање и обезбежување фондови за конкретни проекти. До сега ситуацијата се одвивала во одредена насока, не е тоа достаточно, ние правиме напори да ја насочиме владата во изнаоѓање решение во таа насока. Значи, работата како што стојат сега баш не се во најдобра линија. Значи, можам да кажам дека имало проекти претходната година, повеќе од претходната година, но сепак тоа не е на задоволително ниво. Барем проблемот е кога на пример се работи на голем инфраструктурен проект, станува збор за одложување на работите до таа мера до кој што веќе станува песимистички да се очекува некој позитивен резултат. Но ние работиме токму ова да се надмине за да може да има по-ефикасна реализација на тие проекти. Денес во посета на Прилеп и општина Прилеп е гостин високиот представник на Европската унија, господинот Никола Бартолини, кој што е шеф за соработка на Европската унија во Република Македонија. Тој денес имаше средба со стопанствениците од градот, каде што им соопшти за начинот на апликација, имплементација и трошење на европските пари, сите финансиски трансакции како се одвиваат на полесен начин да дојдат нашите стопанственици до европските пари. Мислам дека Европската унија има повеќе фондови за нашите граѓани, за нашите невладини организации и сите стопански субјекти во нашиот град. Ние како општина Прилеп и јас лично како градоначалник ќе се заложиме за да направиме амбиент, да направиме услови за имплементација се она што ги имаат нашите стопанственици замислено да го остварат во смисла на подобрување на инфраструктурата, најчесто тоа патната инфраструктура, понатаму сменување и на деталните урбанистички планови во градот и организирање на вакви средби како што е ова денешнава за промовирање на се она што е финансиска конструкција и начинот како да се дојде до европските пари, како да се имплементираат и како да се потрошат европските пари. Мислам дека тоа го направи на еден најдобар можен начин. Беше работа во 4 групи, каде што секој на свој начин го образложи својот дел и мислам дека учесниците треба да бидат задоволни од денешната оваа средба. Исто да напомнам дека европските фондови се услужни многу добре дојдени за земјоделците во нашиот регион, затоа што се ние земјоделски регион, Пелагонскиот регион е земјоделие пред се,